По прогласувањето на независноста во 1991 година, македонската армија се стави на располагање на државата и граѓаните како гарант на мирот и одбраната, преку континуирана сестрана реформа, помош во справување со кризните и вонредните состојби, поддршка на цивилните институции во справување со елементарните непогоди, како пожарите и поплавите. Тоа се уште го прави професионално, одговорно и пожртвувано. Доказ за ова е континуираното уживање на висока доверба кај народот, рече председателката и врховен командант на вооружените сили Гордана Силјановска-Давкова во денешното обраќање на централната свечаност по повод Денот на армијата, 18 август, што се одржува во Штипската касарна Јане Сандански. Силјановска-Давкова порача надлежните институции да размислуваат за долгорочни проекти кои ќе гарантираат самоодржливост и развој на одбраната, не само во мирни услови, туку и во амбиент на воена закана и потенцијален конфликт. Според министерот за одбрана Владо Мисајловски, армијата денеска одбележува 33 години напредок, 33 години безбедност на татковината и сигурност на граѓаните. За тоа што сме денес организирана, високопрофесионална и исклучително почитувана армија, сакам да им се заблагодарам на сите мажи и жени во униформа и сите вработени во одбраната. Вие сте олицетворение на вековниот стремеж за самостојност и независност, зашто одговорноста за суверена Македонија е ваша. Дававте и продолжувате да давате се од себе за армијата и одбраната, да продолжат да се движат напред. Тоа го почитувам и го вреднувам, истакна Мисајловски. На централната свечаност се обрати началникот на генерал штабот, генерал мајор Сашко Лавчиски, а присуствуваа премиерот Христијан Мицкоски, председателот на собранието Африм Гаши, пратеници, министри, поранешни министри за одбрана и началници на генерал штабот, представници од Сојузот на борците и од дипломатскиот кор. На церемонијата беа построени новопромовираните 26 подпоручници и 149 подофицери, кои неодамна ги завршија школувањето и обуката. Председателката Силјановска-Давкова го одликува Центарот за обука на питомци и офицери со орден за воени заслуги. Малопродажните цени на бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 од ноќеска на полнок се намалуваат за 0,50 денари по литар, а на Евро Дизел екстра лисното масло за домаќинство за 1 денар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евро Супер БС 95 ќе изнесува 74 денари за литар, на Евро Супер БС 98 ќе биде 76, Евродизелот ќе се продава за 67,50, а екстра лесното масло за домаќинство за 67 денари по литар. За 1,143 денари поевтинува и мазутот. 1 килограм мазут ќе чини 38,643 денари. Израелците организираа штрајкови и масовни демонстрации барајќи ослободување на заложниците што ги држи палестинското исламистичко движење Хамас во појасот Газа, речиси 2 години по нивното киднапирање. Демонстрантите блокираа патишта низ Израел, вклучувајќи го и главниот автопат во Тел Авив, мафтајќи со сино-бели израелски знамиња и жолти знамиња што символизираат солидарност со заложниците. Демонстрантите ја повикаа владата веднаш да ја запре војната во Газа, да постигне договор за ослободување на заложниците и да ја повлече неодамнешната одлука за проширување на воените операции во градот Газа. Форумот на семејства на заложници и исчезнати лица кои ги обединува роднините на оние што се уште се во заложништво, повика на општ штрајк низ целата земја, со почеток во недела кога започнува работната седмица во Израел. За време на масакрот, палестинските милитанти киднапираа околу 250 луѓе од приближно 50 заложници што се уште се наоѓаат во Газа. Се верува дека околу 20 се живи. Српскиот председател Александар Вучиќ денеска изјави дека Србија мора да ги брани вредностите на нормален, пристоен и демократски живот, бидејќи во спротивно, како што истакна, бандите ќе продолжат да провалуваат во куќите на луѓето, додека други ќе се кријат во глувчешки дупки. Или сите ќе се спротивставиме на ова пред се државниот апарат, а потоа сите нормални луѓе, или од нашата држава, од се, зашто се боревме со децении, ништо нема да остане, нагласи Вучиќ. Тој предупреди дека доколку не се превземат порешителни чекори, ќе има убиства на улиците. Прашање е кога некој ќе биде убиен, ви го кажувам ова на најотворен начин.
Се што останува е да почне да убиваат и не претирувам, го реков ова заради историјата, за да не се случи дека не предупредив на време. Тој нагласи дека неговото обраќање до јавноста е поттикнато од страшните настани во Ваљево, нешто помалку сериозните во Белград и подеднакво ужасните во Нови Сад. Вучиќ потсети дека приказната за правдата во јавноста се користела исклучиво за политички цели. Интересно е што не го слушнавте тоа кога 16 млади луѓе ги загубија животите во Нови Сад во пожар во приватна дискотека, што беше директна последица на човечка вина. Тие зборуваат за правда само кога ги гонат оние што ги обвинуваат за падот на настрешницата. Но правдата мора да се најде и да се спроведе, рече претседателот на Србија. Управата за хидрометеоролошки работи најавува дека денеска ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Од среда до петок ќе преовладува претежно стабилно време со пораст на дневните температури. За време на викендот по вторник има услови за повремени локални врнежи од дожд и ретки грмежи, а дневните температури ќе бидат во опаѓање, прогнозира управата за хидрометеоролошки работи.